Со длабока почит и тага се сеќаваме на 7144 евреи кои беа депортирани во Треблинка. Холокаустот е потсетник за страшните последици од омразата и затоа мора да зборуваме за да не дозволиме младите генерации да пораснат без да ја знаат вистината. Ова е пораката што ја упати премиерот Мицкоски на одбележувањето на 82 години од депортацијата на македонските евреи од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Нивното присуство беше дел од нашата историја со векови. Но во една единствена ноќ, во една страшна одлука, тие беа избришани од своите домови, од своите улици, од своите животи. Таа година во март, тогашната фашистичка бугарска окупацијска власт, во координација со нацистичките власти, наредија апсење и депортација на сите евреи од тогашната Вардарска Македонија. 7144 мажи, жени и деца беа присилно собрани и одведени во привремениот логор во Скопје во објектот на тогашниот монопол. А денес, по 6 години пауза, Собранието на Македонија ја објави годишната програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и историски личности за 2025. Програмата содржи 103 точки и е во согласност со мултиетничкиот карактер на државата. Објавувањето на ваква програма всушност нема финансиски импликации, ниту за државата, ниту за институцијата, но е исклучително важна бидејќи ја означува државната меморија и ги означува корените како оваа држава и како на оваа територија пуштала да се создава држава. Значи, се одбележува државна меморија. На комеморацијата по повод 82 години од депортацијата на македонските евреи во логорот Треблинка беше кажано и дека 98% од еврејската популација во Македонија никогаш повеќе нема да го види македонското сонце. Затоа денес е поважно од кога било да се покаже светска солидарност во сеќавање на жртвите на Холокаустот, бидејќи во март 1943 еврејските мала во Скопје, Битола и Штип останале без своите евреи.